Расположението на преспанските овоштари по синоќешниот предупредувачки собир во Ресен достигна точка на освитување. Преполните складишта со големи залихи на јаболка од ланската реколта, ниската откупна цена, неисплатените субвенции од лани и штетите од претходните 2 години си го сторија своето. Тие се одлучија за порадикален чекор и утре предпладне 2 часа ќе го блокираат магистралниот пат Битола-Ресен кај местноста Макази. Преку 90% од овоштарите од општина Ресен не ги имат најголемиот дел од производството му стои по магазини, што значи кај сите без разлика на партии, на националност, сите околу ова сме обединети и на протести сите ќе излегуваат. Јаболко производителите барат итна средба со премиерот Заев на која очекуваат на маса да се стават сите проблеми. Прво бараме средба со премиерот Зоран Заев за да ги решиме проблемите кои што ги имаме. Второ, да се продолжи интервентната мерка до 30 јуни со важност заради количините кои што ги имаме во моментот кои што изнесуваат околу или над 50.000 тона и останатите проблеми да ги договориме на лице место. Бараме од владата тие штети да се исплатат во најбрз можен рок, што е можно побрзо ради тоа што се отпочнува сезоната на активности во јаболковите насади. Во вакви околности во ланската реколта, кога над 70.000 тони јаболка испопаѓаја поради лошото време и се наменети за преработка, а за конзумното јаболко пазарот е индиферентен и сега едва се продаваат по 6 денари за килограм, сето тоа доведе до финансиски колапс. Имав производството околу 400 до 500 тона, од кои имам продадено само 40 тона конзумно јаболко, другите стојат по нашите магазини. А најалармантно е и тоа што моменталната цена на конзумното јаболко почна да се движи од 3 до 6 денари. Замислете овоштар кој што има во своите магазини 100 или 200 тони на јаболко, тоа е храна, квалитет прва и втора класа, а следното утро оди во продавница и се пишува за 2 или 3 лева. По утрешниот протест од реакциите на власта во голема мерка ќе зависи какви ќе бидат натамошните перспективи на јаболко производството, во кое евидентно покрај поддршката со субвенции, неопходно е сериозно организирање на извозот и заштита на овоштарите од канџите на прекупците, кои го јадат најголемиот дел од колачот на овој доходовен агробизнис.